Израелски компании од областа на земјоделието, енергетиката, туризмот и медицината во рамки на бизнис форумот кој македонската владина делегација го одржа во Ерусалим, слушнаа за условите за инвестирање и водење на бизнис во Македонија. Премиерот Груевски во своето обраќање истакна дека нашата земја направила значаен прогрес во поглед на креирањето на добра бизнис клима, соработка со инвеститорите и поддршката на развојот на економијата. Тој потенцираше дека се направени многу реформи кои Македонија ја рангираат високо во извештаите на релевантните финансиски институции како што е Светската банка. Ние сме и втори во светот во однос на леснотијата за отпочнување на бизнис и регистрирање на фирма кое се врши за само 4 часа и може да се направи од било кое место во светот. Исто така, имаме напредок и во други полиња, како што е заштитата на инвестициите. Премиерот посочи дека ова е резултат на системска работа во повеќе сектори, дека се поедноставени многу процедури и постапки кои се значени за бизнисот. Затоа многу помогна проектот кој се нарекува регулатор на гилотина, кој опфати кратење, поедноставување или укинување на илјадници бирократски процедури, и во кој соработувавме со стопански комори и со над 350 компании од различни сектори и големина, за во директна комуникација со нив да ги детектираме бирократските проблеми со кои се соочува и да пристапиме кон решавање. Повеќе од 90% од предлозите ги прифативме и овој проект е се уште активен, затоа што сме во комуникација со бизнисмените со цел да креираме успешна бизнис клима. Министерот Наумов се задржа на поволната положба на Македонија и можноста за пристап до 650 милионскиот европски пазар преку подпишаните договори за слободна трговија. Од бизнис и економска гледна точка, тоа е вистинска предност, затоа што компаниите кои веќе инвестирале гледаат на Македонија како на порта за влез на европскиот пазар. Свој обраќање имаше министерот Никола Поповски кој се осврна на исклучително добрите политички односи меѓу Македонија и Израел кои се гаранција за искористување на економскиот потенцијал. Сопственик на повеќе израелски компании од областа на прехранбената индустрија и трговијата даде позитивна оценка за условите за водење бизнис во Македонија, истакнувајќи дека истите може да мотивираат многу израелски инвеститори. Промоцијата на инвестирањето во Македонија креира ентузијазам и многу израелски инвеститори со нетрпение очекуваат да соработуваат во повеќе области, почнувајќи во земјоделието, а сега и туризмот, при што од следната година ќе оперираме со чартер летови за Македонија. Постојат и компании кои се интересираат за инвестирање во технологија и човечки ресурси токму во вашата држава. Претходно Груевски оствари средба со израелскиот колега Бенјамин Нетањаху, на која потврдени беа одличните односи меѓу двете земји, кои се карактеризираат со заемно пријателство.